сакам да ви изразам мојата и благодарноста на владата и на граѓаните на Република Македонија за вашата сестрдна и силна подршка за нашата земја. Воедно ви честитам за председавањето со Европската Унија. Целосно ги споделуваме вашите заложби да градиме мостови на пријателство и соработка, но и да придонесеме за побезбедна Европа. Вашата подршка дојде во еден клучен, би рекол историски период, кога Република Македонија за само една година направи квантен скок кон функционална демократија и независни институции во служба на граѓаните. Во еден таков период, вие и вашата земја, Австрија, подадовте рака и помош, каква што беше и несебичната помош на двата најголеми и најсилни сојузи во светот, Европската Унија и НАТО. Австрија и светот ја препознаа промената во нашата земја, на Република Македонија и се даде шанса како никогаш досега. Подршката како прво дојде во процесот на изнаоѓање на решение за нашиот спор за името со Грција. Виена беше домаќин на повеќе средби под покровителство на Обединетите нации. Во главниот град на Австрија се испишуваше историјата и се скицираше одговорот и решението за нашата иднина. Со постигнатиот договор во Преспа се отворија вратите за нашето полноправно членство во НАТО и за почеток на преговори за членство со Европската Унија. Австрија, како и сите земји членки на двата најголеми сојузи, сакаа да ја видат Македонија рамноправна, со право на глас во семејството на европските демократски држави. Вашата подршка да станеме дел од семејствата кои ни ја гарантираат нашата стабилност и сигурна иднина, се од непроценлива важност за нас. На таа подршка гледаме и како признание за нашата посветена работа. Остануваме посветени и подготвени да останеме позитивен пример во регионот и во светот, кој што знам дека тоа го цени. Од огромен поттик за нас е што светот ја препозна Република Македонија како нова голема надеж за регионот и Европа. Освен како признание, ова го прифаќаме и како обврска и понатаму со иста енергија да го нудиме нашиот придонес за еден нов Балкан. Вашата посета е силна порака и поттик за нас во пресрет на референдумот на кој граѓаните во нашата земја ќе ја изберат иднината. Ќе го дадат својот глас за одобрување на договорот со Грција, со кој ни се гарантира нашето место во Европската Унија и во НАТО. Вашата посета ни опатува пораката дека Република Македонија се врати на вистинскиот пат, на европскиот пат. Презедовме лидерство, покажавме храброст, остваривме напредок во реформите и секако оваа позитивна промена беше препознаена. Светот го препозна и обновеното чувство на оптимизам, отвореност, енергија и надеж кои ги споделуваат сите наши граѓани. И ни порачаа, ве чекаме во Европската Унија и НАТО. И пристигнаа датумот за преговори во Европската Унија и поканата во НАТО. Сигурен сум дека зад одлуката на Европската Унија да добиеме датум за преговори стои фокусот на австриското председателство со Европската Унија, која јасно се определи да ги реализира евроатлантските перспективи на Западен Балкан. На крајот, дозволете ми да ја изразам нашата голема благодарност и за фактот што Австрија ја вбројуваме во едно од најзначајните економски партнери, чии компании се најголеми инвеститори во земјата наша. Уверен сум дека политичката стабилност и безбедност, но и поради економскиот развој што се отвара за нашата држава со процесот на членство во Европската Унија и НАТО, ќе создадат услови за продлабочување на економската соработка во интерес на граѓаните на двете држави.